Уставните измени нема бугарите да ги внесат само во Уставот, туку и во Собранието. Евентуалното впишување на бугарскиот народ во преамбулата и во 2 члена од Уставот ќе отворат вратата и на законодавниот дом. Еден бугарски пратеник ќе треба да биде дел од Комитетот за односи меѓу заедниците, според предложените измени на највисокиот правен акт. Според предлог измената на амандманот 7 од Уставот кој се однесува на Комитетот, досегашните 19 члена се зголемуваат на 43 и тоа по 16 од редот на македонци, исто толку и албанци, по еден член од турците, власите, ромите, србите, бошњаците, но и ново впишаните бугари, хрвати, црногорци, словенци, евреи, египќани. На ова прв со реакција се јави пратеникот од редот на партијата на турците, Енес Ибрахим. За него ваквата измена е неуставна и не е правилна за стапеноста на другите етнички заедници. Предлог измени дополнување на Уставот на Македонија, односно амандманот 12 што се однесува на Комитетот за односи меѓу заедниците е неуставен. Впрочем, со новиот предлог бројот на членовите на Комитетот за односи меѓу заедниците наместо досегашните 19 члена бројот да се зголеми на 43, при што по 16 члена од редот на пратениците во Собранието македонци и албанци, а по еден член ќе имаат сите други заедници. Со овој предлог не се почитува правичната и соодветна застапеност која е загарантирана со Уставот. Инаку застапеноста во Комитетот за односи меѓу заедниците е спорна за јавноста, бидејќи македонските и албанските пратеници се со идентичен број. Актуелниот амандман од Уставот гласи: во Комитетот 7 члена се од редот на пратениците македонци, 7 члена од редот на пратениците албанци, 1 член од редот на пратениците турци, 1 член од редот на пратениците власи, 1 член од редот на пратениците роми, 1 член од редот на пратениците срби и 1 член од редот на пратениците бошњаци. Но не само во Собранието и во Комитетот за односи меѓу заедниците, за бугарското малцинство ќе мора да биде правична застапеност и при државните вработувања, да има образование на бугарски јазик како и медиуми на бугарски јазик.